Градиме да трае. Новиот закон за градење е легислатива со која се уредени сите процеси и сите учесници во процесот на градењето и одржувањето на градбите и употребата на градбите. Со овој нов закон за градење, го нагласувам, мора да овозможиме заеднички, на исклучиво стручен начин, да се преусмерат тековите во насока на развој на нашата држава. Најголемиот предизвик во изработувањето на еден волку сложен, сеопфатен закон кој што го уредува наш матичен закон, кој што уредува целата суштинска материја на градењето, градежништвото, учесниците во градењето, и е практично во неговата огромност и во големиот диверзитет на струки, технички струки, органи, учесници, директни, посредни директни, многу аспекти. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. Законот имаше амбиција да ја опфати целата инфраструктура, не само транспортната, така више. Значи, кога се работи за транспортната инфраструктура, се потенцира за транспортната инфраструктура и се кажува за неа. Меѓутоа, во инфраструктурни објекти има и други, и во законот истите со овие членови, обидот беше направен да истите влезат во тие членови и другата инфраструктура. Како комора сметаме дека странските инженери, така е како случај во останатите земји, барем во регионот, имаат право да работат само како проектанти и изведувачи, а не како ревиденти и надзор. Доколку тоа согласно законодавство е дадено можност, тоа многу ќе ги подобри состојбите во насока на заштита на нашата струка. Во претходниот текст на законот, во тие 43 измени се изгуби една одредба во која што стоеше странска фирма кога регистрира представништво во нашата држава мора да има барем еден вработен нашин инженер со овластување од областа која што таа фирма бара лиценца. Во некоја временска рамка таа одредба испари, бараме повторно да се врати, повторно во насока на заштита на нашите градежни компании. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Официализацијата на ценовниците, значи тоа е еден позитивен момент за целата градежна струка. Со тоа се дава можност за валоризација на инженерскиот труд. Ние веќе имаме искуство со имплементација на ценовници и тарифници од областите геодезија, урбанизам. Сега се воведе ценовникот за високоградба. Имам информација дека и за нискоградбата веќе се изработува. Она што е тука важно за нас да се напомене е дека ние на нашите координации во Сдруженијето за градежништво редовно дискутираме за проблеми кои чувствуваме дека имаме потенцијал да ги наметнеме или да влијаеме со нив во подобрување на процесите на имплементација на овие ценовници. Зашто? Бидејќи ние како правни лица сме оние кои учествуваме во законите за јавни набавки и директно се содружуваме со критериумите врз база на кои овие ценовници се употребуваат во целиот тој законски процес. Многу е важно за нас во целиот овој процес да учествува и Бирото за јавни набавки. Од Министерството веќе имаме слухи, имавме неколку координации, меѓутоа сметаме дека во координација со Бирото за јавни набавки значително можеме да придонесеме за подобрување имплементација. Ова е нов процес, треба да се поддржи како позитивен, меѓутоа треба да се работи уште на имплементацијата на истиот, посебно од правно-формален аспект. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. Кога видовме дека од член 43 до 52 никаде во тие членови веќе не се споменува сообраќајната струка, верувам дека е добра некоја намера, дека е техничка грешка, меѓутоа почувствувавме загрозеност.
Овде станува збор и ќе забележите без друго дека ова предизвикува голема вознемиреност. Значи, бришењето на овластувањата за членовите на условно речено малите оделенија има два фантастично негативни аспекти. Значи, зборуваме за член 43, како што уважајната професорка каже. Иако строгата семантика на членот нема да не упати дека се бришат овластувањата, тие ќе згаснат. Ќе згаснат овластувањата кога имаме формулација не мора. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Овој коментар ќе го добиете писмено од градежниот факултет, од комората, од друштвата, што се друштво за геотехника, друштво за геодезија и така натаму. Истиот коментар, сите го читаме исто, освен вие го читате различно. Можда сме ние погрешно, меѓутоа повелете објаснете ни, да симплифицирам. Не се бришат струките, не велиме дека се бришат струките. За тие струки, одредени струки, не се предвидени овластувања. Каков може да биде импактот со тоа што ќе ги избришеме овластувања, а пазете, сме ги имале до сега и функционирале и ги бараме истите. Зашто на законодавачот, изготвувачот, професоре Грчев, да, сослушајте ме бе молам, зашто почувствувавте потреба дека во оваа верзија, пред 3 години беа присутни, во оваа верзија да ги снем. Стравот е следен, пазете, ние работиме во високообразовни институции, дека без такви овластувања нема да се препознае значењето на струката и нема да имаме веќе никој што ќе се запише на градежен факултет или на геодезија. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Укажувате на еден член. Дали толку негативниот, значи катастрофалниот, како се вика, оценка и за последиците од овој закон се однесува и на другите членови на законот или на само на тој еден. Ако е само на тој еден, ќе го поправиме да не правиме драма од тоа. Не кажавте ништо за огромноста на новиот проект на законот, на новиот текст. Значи, дали таа жестока и масовно поддржана критика се однесува на еден член? Ќе бидат сите и крај. Ако сакате, ако е тоа катастрофално што е дадено како предлог, а е прифатливо и одржливо да бидат сите да мораат да имат овластување, ќе го направиме така како што сакате. И тоа е корекција во еден член, нема проблем. Ви честитам и на Министерството и на професорот на обемната ваша анализа по однос на Законот за градба. Има премногу дискусија за истиот, не можеме да детализираме сега тука членови, затоа што евидентно ќе имаме различни мислења по одредени членови, па кога ќе се донесе законот, сигурно некој и нема да биде задоволен, но битно е да, кога ќе го донесеме законот, добиеме малце во развојот на градежништвото. Значи, уште еднаш ќе ви кажам, нашите констатации од како здружение ќе ви бидат доставени. Единствено што сакам да порачам е да се што побрзо стави законот во правна рамка, затоа што по наше мислење дека доколку се стави во вистинска правна рамка и дека ќе има некои одредени промени, и ќе кажам дека овој труд што е вложен во законот на 300 страни, нема сигурно да го фрлиме, нема сигурно да го поцениме, ќе го пофалиме и ќе се потрудиме да заеднички го направиме како што треба. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае.
Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Законот за градење е основен правен акт во Република Северна Македонија, кој ги регулира сите аспекти на градежните активности. Овој закон ги дефинира условите и процедурите за проектирање, изградба, реконструкција и одржување на градбите, како и правата и обврските на сите учесници во градежниот процес. Основни одредби. Градење опфаќа изведување на претходни работи, изработка на проектна документација, подготвителни работи, изградба на нови објекти, доградба, надградба, реконструкција и адаптација на постојни објекти. Градба се однесува на се што е изградено и поврзано со земјиштето, представувајќи физичка, техничко-технолошка и градежна целина заедно со изградените инсталации и опрема. Учесници во изградбата. Инвеститор. Правно или физичко лице кое се стекнало со правото на градење, согласно со законот и во чие име се гради објектот. Проектант. Лице или фирма одговорна за изработка на проектната документација. Изведувач. Лице или компанија која ги изведува градежните работи. Надзорен инженер. Лице кое врши стручен надзор над изградбата, обезбедувајќи усогласеност со проектната документација и стандардите за квалитет. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Основни барања за градбите. Механичка отпорност и стабилност. Градбата треба да биде проектирана и изведена така што ќе обезбеди безбедност и стабилност во текот на целиот нејзин век на траење. Сеизмичка заштита. Објектите мора да бидат проектирани и изградени во согласност со сеизмичките стандарди, земајќи ги предвид сеизмичките карактеристики на подрачјето. Процедура за добивање одобрение за градење. Изработка на проектна документација. Проектот мора да биде изработен од овластен проектант и да ги содржи сите потребни технички детали. Поднесување барање. Инвеститорот поднесува барање за одобрение за градење до надлежниот орган, при што ја приложува целата потребна документација. Ревизија и одобрување. Надлежниот орган ја проверува документацијата и доколку е во согласност со законот, издава одобрение за градење. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Време е да ја започнеме и шестата панел дискусија со многу интересна тема. Закон за градење, нова градежна визија. Модератор, панелист Ана Ѓоргиевска, Министерство за транспорт и врски. Панелисти: професор доктор Мирослав Грчев, универзитетски професор, професор доктор Зоран Кракутовски, универзитетски професор, доктор Драган Димитриевски, Сдружение за градежништво, индустрија за градежни материјали и неметали при Стопанската комора на Северна Македонија, и Кристина Чулак, председател на Комората на овластени инженери и архитекти. Ви посакувам успешна дискусија, исто како и преостанатите. Верувам дека уживате во сето она кое што се случува овдека на оваа прва конференција за патна инфраструктура. Повелете. Оваа последна панел дискусија од конференцијата е посветена на легислативата, односно на новиот текст на Закон за градење, кој е препознаен како нова градежна визија. Предлог текстот на Закон за градење во моментот е прикачен на ЕНЕР, единствениот регистар на електронски прописи на Република Македонија, и после тоа следува постапката, процедурата согласно закон, се до негово донесување. Новиот Закон за градење е легислатива со која се уредени сите процеси и сите учесници во процесот на градењето и одржувањето на градбите и употребата на градбите. Затоа многу е важно, и тоа мора сега тука да го нагласам, дека имаме можност тука заедно
да се потрудиме овој нов текст на закон за градење да ги уреди и да ги разреши на најквалитетен можен начин сите насобрани проблеми во постојната сегашна состојба која имаме во ресорот, преку хармонизација на сите процедури кои се поврзани во однос на градењето. Со овој нов закон за градење, го нагласувам, мора да овозможиме заеднички, на исклучиво стручен начин, значи исклучиво стручен начин, да се преусмерат тековите во насока на развој на нашата држава. Оваа реформа во градежништвото е започната од пред 6 години и се уште трае. Причини за реформата е постојниот закон за градење кој го имаме. Постојниот закон за градење е нефункционален, има измени во последните, од основниот текст на законот, минимум 30 измени, и со тоа произведува состојба на несигурност кај органите кои што го спроведуваат, кај градежната индустрија, инвеститорите, и со тоа се трпат нормално огромни штети. Состојбата во областа на градењето, согласно важечкиот закон за градење, е вистински неефикасна и неефикасноста се зголемува со слабењето на инспекцискиот надзор на целата територија на државата, за тоа сме сведоци, со кадровско редуцирање на непостоење на инспекторатот и на општинските инспекторати и на инспекторатите градежни од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, и со институционалното континуирано уништување на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, а тој би требало да биде државна институција од највисок приоритет и оперативност. Така е состојбата сега. Но да се вратам малку назад по однос на реформите, кога сме ги почнале пред 6 години, овој предлог текст на закон за градење, првичниот нацрт верзија изработена е пред 3-4 години, активно се работи преку транспарентна и инклузивна постапка. Еден период имавме мала пауза од 1 година со ковид пандемијата. Инклузивноста и транспарентноста на овој текст на закон за градење е преку одржување на работилници, дискусии. Тоа сме имале неколку. Во 2019 имавме во клуб на пратеници, во 2021 имавме во Хилтон исто дискусија и работилница по однос на текстот на законот за градење, и таму се има сугестии, забелешки од сите институции. Тие забелешки ги доставивте институциите. Голем дел од тие сугестии кои беа како прифатливи решенија ги вградивме во овој текст на закон за градење, така да можем да кажем, на пример, имаме поделба на високоградба и нискоградба. Имаме задолжително идеен проект. Не е задолжително препорачливо идеен проект. Комуналниот надоместок, сега навлегов во материјата на законот за градење, пример, комуналниот надоместок, и тоа беше барање на Стопанската комора конкретно, комуналниот надоместок се плаќа на крајот. Тоа се некои од работите кои ги внесовме во новиот текст на закон за градење, основниот законот за градење ги уредува овој текст и ја уредува изградбата на градбите по однос на сите градби, опфатени се сите градби, со каква проектна документација, преку остварување на основните барања на градбите и нормална усогласеност со урбанистичките планови или проекти. Исто така со овој закон за градење е зајакнат вршењето на надзорот над применувањето на одредбите на овој закон. Со овој предлог на закон уредена е и осовременета дефиницијата на видовите на проектна документација и исто така направена е една нова категоризација и класификација на градбите, и тоа по два основи. Првиот основ е по основ на од значење на градбата, дали од локално или од државно значење,
и ако е од државно значење, надлежноста е кај државниот орган за таа градба, а ако е од локално значење, надлежноста е кај локалната самоуправа, а вториот тип на категоризација и класификација е по однос на сложеност на градбите. И по однос на сложеност на градбите имаме повеќе сложени и помалку сложени градби, кои се точно уредени во правилникот за класификација на градби, означени се со ознака А или Б. Ознака А е повеќе сложена градба, ознака Б е помалку сложена градба, и тоа сега имаме случај, на пример, кој до сега не е пример, имаме случај градба од локално значење, ама е сложена градба и се изработува со овластување А. А сега моменталната состојба е, ако е надлежен транспорт и врски, се изработува со овластување А, ако е надлежна општината, се изработува со овластување Б. Така да тоа се тие две големи битни работи кои ги правиме со овој закон. Со овој нов закон за градење на нов, современ, стручен и ориентиран начин ќе се уреди материјата на изградбата на градби, се надеваме, се стимулира инвестицијата во градењето, се стимулира просторниот и економскиот развој во државата, се зајакнува улогата на стручната јавност и надзорот над изградбата на градбите, правата на странките се зајакнуваат и на крајот со тоа се овозможува разрешување на сите наталожени проблеми кои ги имаме во градежништвото во моментов. Најголемиот предизвик во изработувањето на еден волку сложен, сеопфатен закон кој што го уредува наш матичен закон, кој што ја уредува целата суштинска материја на градењето, градежништвото, учесниците во градењето, и е практично во неговата огромност и во големиот диверзитет на струки, технички струки, органи, учесници, директни, посредни, директни, многу аспекти, така да по хоризонтала постои огромен градежен екосистем, цела една биоценеза, која го прави и инертен и сложен системот, особено ако се земе предвид дека голем дел од учесниците се суштински и структурално наспротивни страни. Нели, да речеме, она што ја обезбедува кредибилноста на градењето, го обезбедуваат двата пара на проектант и ревидент, односно изведувач и стручен надзор. Тие по правило, без оглед што сме сите ние колеги, би требало да бидат опоненти за да ја креваат целата материја, да ја креваат на повисок ниво на веродостојност, стручност, кредибилност. Значи, таа огромна хоризонтала е практично врзана диахрониски и контроверзно со предметот на прашањето. Волку сложени работи, кои што влегуваат во долги, големи, сложени, дури и предолги и пресложени процедури на изведба и при проектирањето и при постапките за добивање на одобренија и други акти за градење и во изведбата. Прави да кај учесниците во градењето се појавува навика и сраснување со постојните практики без оглед колку се тие лоши или дури во некои аспекти катастрофални или абсурдни. Така да, овде гледам овој еминентен собир на колеги, не може да не го дели истото мислење за приказната. Ние не сме виделе да учесниците во градбата заради неквалитетот и застареноста и други проблеми на лице, да не ги
редам пред време на постојниот закон и праксите кои што тој ги стимулира да излезат на протестен митинг. Не се фрлале градежници пред возила или против органите на полицијата во насилни протести против неквалитетот на законот. Туку секој се снаоѓа во рамките на постојните решенија, колку и да се тие лоши. Тој проблем нас не стави во еден предизвик кој што не е секојдневен и во законодавството. Заради системски проблеми во постојниот закон, ние моравме да правиме комплетно нов текст со сосем нова архитектура и структура на текстот, на подглавјата, на начинот како е уреден, но воедно во решенијата да обезбедиме континуитет, затоа што не е возможно да тие практики, кои што се масивни, практично индустрија, 27 гранки од индустријата и голем број на техничките струки се вклучени во него, во сите фази. Значи, и стручната, и административната, и општествената инерција на целава оваа материја е огромна. Така да, комплетно нов текст со нова структура мораше да биде ставен на начин да вертикално, односно диахронично, обезбеди континуитет и релативно лесно прифаќање на новините и во постапките за издавање. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Веќе на почеток во законот во член 6 се поделуваат градбите, градби на високоградби или згради и градби во нискоградба или инфраструктури. Понатаму во член 23 се наведуваат основните барања што треба да ги исполни секоја инфраструктура, тоа се носивост, употребливост, трајност, непречено движење и сигурност во употребата. Ова првото, да не се пак да навраќам на него, се однесува исто така и на зградите. Знаеме, значи, да сите елементи од инфраструктурата треба да се испроектираат и да задоволат одредени услови, одредени стандарди, да не дојде до лом на одредени компоненти од инфраструктурата, истата да биде стабилна, да биде проектирана така за да одговори на потребите на сообраќајот кој што ќе се одвија по неа. Вториот дел, непречено движење, значи второто барање, непречено движење и сигурност во употреба се мисли на прецена транспортната инфраструктура, пошто ова може би требаше да го споменам, професорот Грчев сигурно ќе го коригираше. Значи, законот имаше амбиција да ја опфати целата инфраструктура, не само транспортната, така виш. Значи, кога се работи за транспортната инфраструктура, се потенцира за транспортната инфраструктура и се кажува за неа. Меѓутоа, во инфраструктурни објекти има и други и во законот истите со овие членови обидот беше направен да истите влезат во тие членови и другата инфраструктура. За транспортната инфраструктура ова барање кое што треба да ги исполни транспортната инфраструктура, непречено движење и сигурност во употреба се однесува на инфраструктурата што е за јавна употреба и пред се овде излегуваме во пресрети на ранливите групи во општеството, граѓани, значи одредени лица со редуцирана мобилност и така натаму, за кои што еве во барањата за инфраструктурата се наведува сега веќе дека мора инфраструктурата која се проектира да ги задоволи тие барања. Знаете, секогаш што го зборам, што го кажувам, многу е битно можеби за инвеститорите и за институциите што ќе се бават и во иднина и сега се бават со подготовка на проектни задачи. Значи, во овој закон, оваквите членови кои што ги дефинираат основните својства на инфраструктурата кои што треба да ги задоволи, битно е да се на некој начин овие законски
решенијата што е ставено во законот на некој начин да се преточат после во пишувањето на проектните задачи. И третото барање што мора да исполни секоја инфраструктура е сигурност во случај на пожар, хаварии и природни катастрофи. Понатаму, кога збориме за основните квалитети на инфраструктурата, истата би требало, според сега законскиот член 27, да има усогласеност со просторните планови и просторните содржини и услови, да има усогласеност, односно би рекле отпорност на климатските промени. Многу битна работа, знаете, во овој период се работи и националната развојна стратегија. Значи се работи преку UNDP представништво во Скопје, работи тим на домашни и странски експерти и помеѓу останатите работи цело време и во тие, да кажеме, дискусии за целите на новата развојна стратегија, цело време се оди на отпорност на климатските промени. Веројатно во иднина не чекаат уште повеќе такви проблеми со климатските промени, така да и во законот е ставено да се при проектирањето на инфраструктурата се води сметки за нејзината отпорност на климатски промени. И понатаму имаме транспортната инфраструктура мора да има социоекономска оправданост, да влезе во овој член, за градбите кои што се од јавен интерес. И сега, зошто ова на некој начин е, да кажеме, многу битно? Битно е, пред малку директорот на ЈПДП спомнавте дека над 90% од финансиските средства се добиваат преку меѓународните финансови институции. Значи, за проектите од транспортната инфраструктура, бидејќи ја имаат својството на јавно добро за кое што даночните обврзници одделуваат пари, истите да бидат создадени преку политиките на одредена политичка структура во даден момент што е на власт. Значи, за да се добијат во демократските општества средства за такви градби, треба да се направи проценка на социоекономската оправданост на таквите градби. Зошто? Затоа што се за јавна употреба, затоа што сите граѓани треба да ги користат и треба да се потврди дека тие проекти се потребни на општеството, да бидат реализирани. И сега, во однос после, ако идеме на проектната документација, каде што сега детално и во проектната документација се дефинираат предпроект, идеен проект и основен проект, проект на изведена состојба и проект за одржување, ја би и рекол дека во однос на проектната документација имаме одредени проекти кои што одат во проектни етапи за носење на инвестицијска одлука. Значи, за планирање на просторот, меѓутоа и за носење инвестицијска одлука. Да речеме предпроектот, кој што порано го немаше, као проектна документација, сега го има во законот, и истиот служи, се публикуваат повеќе варијанти, истиот служи за да се дефинира просторен коридор. Кој просторен коридор да се одбере на трасата? Да кажеме, Кичево Струга, сакаме да повлечеме автопат или железничка пруга, можеме да направиме 5, 6, 7, 8, 9 варијанти за различни брзини. Внимавајте, не мора да биде само просторниот коридор, може да се зададе за таа брзина и така натаму. Значи сега во просторот, за да видиме каде е најсоодветно, мора да го погледнеме сето тоа од повисоко, во ситна размера да испроектираме повеќе коридори и врз база на проучување, на истражни работи, на повеќе критериумски анализи, да се дојде до избор на најоптимален коридор. Од кој ќе се избори оптималниот коридор, после веќе се навлегува во следната етапа на проектирање, што е битна, зборам за нови проекти, за нови траси, за нови пруги, тоа е идејниот проект. Верувате, кај железничките, пошто сум професор по железници, кај железничките проекти, идејниот проект е најбитен проект. Побитен и од основниот, затоа што сите содржини кои што треба да ги има, мора да бидат внесени во идејниот проект. Кај патиштата е исто така многу битен овој проект, затоа што пак врз база на него се прави подетални предмери, пресметки и се прави после они влегуваат во кост-бенефит анализата, заедно со излезите од сообраќајните студии и анализи. Така да, овие две проектни етапи служат во прединвестицијска фаза, односно во фаза на носење на инвестицијска одлука. После тоа следи основниот проект и основен проект исто во две фази, ако се работи по црвениот видик. Едната е основен проект на геометријата на трасата,
која што мора да биде ревидирана и прифатена, и после тоа да се прават основни проекти на сите објекти кои што се до трасата. Затоа што со едно мало поместување на трасата, на геометријата на трасата, веќе објектите кои што веќе биле поставени до трасата не се на тоа место, не се тие објекти. Значи мора прво геометриски трасата да се уреди, да се ревидира, да се прифати, па после да се оди на следната етапа на проектирање. И во законската регулатива исто така специфично се третираат и условите за барање за издавање на одобрение за градба. Тоа е негде поместено нели поназетка, и за зградите исто има во член 121 и се пропишува како одобрение за градба се издава за проекти од транспортната инфраструктура. Прв пат во Законот за градење спомнуваме ова ФИДИК. ФИДИК е вид на договор, жолт ФИДИК, црвен ФИДИК и така натаму. Во член 121 само е спомнат зборот ФИДИК, дека по различни договори, доколку е ФИДИК договор и така натаму. Дали мислите дека ова спомнување на ФИДИК е доволно во законот или треба некој дополнување да имаме до објаснување? Па видите, ФИДИК е спомнат затоа што мислам дека и колегата Дарко Спировски го спомна ова на почетокот на претходниот панел. Ако се оди, добро, прво, нели, ФИДИК е здружение на инженери кои што даваат консултантски услуги. Во превод, некој наш македонски. И формирање негде, колку знам, вака, што сум читал 80-тите години од француски инженери и го носи насловот дури и француски е Федерацион des ingénieurs conseillers, така нешто, така звучи. Значи, идејата зошто да го внесеме ФИДИКот тука, затоа што, еве видовме пред малку нов начин на менаџирање на проектот, нов начин на подготовка на целата документација и нов начин на давање, нели, на градба, на компанија која што изработува во исто време и се грижи за комплетниот процес и на проектната документација и на градбата. Значи, ФИДИКот не е задолжителен, меѓутоа практички ги регулира, да кажеме, добро ги регулира работите за да знаете во која постапка кога одите на одобрение како треба да постапите. Ако одите по црвен ФИДИК, во тој случај мора инвеститорот да направи комплетна целокупна техничка документација, да има предмер и пресметка. Предмер и пресметка се прави предмер само за инвеститорот, заедно со пресметка, нели, за него да види кои цени би имало, и со тој предмер се оди на тендерирање на проектот. Значи, инвеститорот го зема ризикот, секоја инвестиција е поврзана со ризик. Инвеститорот го презема ризикот во тој случај, нели, на проектната документација. И ако нешто не е во ред, во тој случај, оној кој што гради има право да бара и оштета и така натаму и така натаму. Жолтиот ФИДИК, пак за разлика од него, дава можност да даете све и да испроектира ја направи. Меѓутоа, од она што може да прочитам, жолтиот ФИДИК повеќе се однесува на специфични градби, каде што, да речеме, имате и специфични технологии, да речеме, правите фабрика за производство или што, електрична централа. За електрична централа има специфична опрема што треба да се вгради и сега не можете да дадете прво некој зградата да ја направи па да направи централата, затоа што опремата зависи поврзаноста веројатно на целокупната технологија, треба некој да осмисли одеднаш да ја постави. Во таков случај се оди со жолт ФИДИК. Искуството ќе покажат и кај нас. Ја никогаш не сум против новитети, меѓутоа искуството ќе покажат што е тоа што во зададени проекти ни е добро, на таков начин да одиме, нели, со постапката. Во тој контекст е спомнав ФИДИКот. Инаку директен одговор на вашето прашање, мислам дека треба понатаму нормално од овој закон ќе следат подготовка на правилници, кои што правилници ќе опфатат, ќе допрецизираат многу работи во законот. Веројатно и за ФИДИКот и за овие работи сигурно ќе треба во некој правилник сето тоа да се подетално објасни. Комората е на овластени архитекти и овластени инженери и организацијата која ги уредува облиците на здружување на овластените архитекти и овластените инженери, издава овластување на сите струки од областа на градежништвото согласно и постојниот закон за градење.
Следствено на тоа и во овој нов текст на Законот за градење, овие одредби по однос на издавање на овластување се уредуваат и се допрецизираат на кој начин се издава овластување, а една од новините во овој Закон за градење е и воведувањето на стручниот испит за добивање на овластување. Почитувана Кристинка, би сакала ваш осврт на овие одредби од Законот за градење по однос на начинот на издавање на овластувања, стручниот испит, начинот на одржување, водење на стручниот испит и како со овакви законски решенија ќе се подобри статусот на архитектите и инженерите во држава. Благодарам, Ана. Ако Сабајле беше добро утро на сите присутни, добро вечер уште еднаш на сите присутни во името на членовите на Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Веднаш по добивање на нацрт текстот на законот, новиот текст на Законот за градба, заедно со правилникот за класификација и категоризација на градби, Комората го дистрибуираше повторно, како што и претходно кажав, до широкото членство, затоа што позицијата нејзина во улога на унитарна организација која ги обединува сите струки, многу е важно да го прибереме мислењето и ставот на сите професии вклучени во процесот на градење, пред се почитувајќи ги принципите на транспарентност, инклузивност и сеопфатност, со цел да се даде придонес за поквалитетно законско решение. Од тука најнапред го поздравуваме потегот на Министерството да се одважи конечно да се сработи еден нов интегрален текст после сите оние 43 измени, а на ги броев 43 измени на старото законско решение. Навистина ни требаше нешто кое што не само ќе ги унапреди регулативата, процесите и правилата, туку ќе исчисти таа забуна која што сите ние кога се повикуваме на некој член од законот, па бараме веќе не може да се следи овој закон за градење со толку измени. Така да од тој аспект и тоа го поздравуваме како Комора и особено го поздравуваме обидот што во овој нов нацрт текст на законот е направен по однос на пристапот, новиот пристап, започнувајќи од деталната и високо квалификуваната категоризација на видови на градби, која пак понатака води, како што спомна професорот, до многу подетална диверсификација или прецизирање на сите оние струки кои што треба да кои се досега вклучени, а можда ќе се јават и нови кои што ќе се вклучат или се вклучуваат објективно во процесот на градење, но досега не биле препознати како професионално оделение кое постои во рамките на Комората. Концептот на вакво јасно разграничување на градбите и прецизно дефинирање на правата и обврските на сите учесници, навистина сметаме дека дава голем прогрес во нормирањето на регулативата во овој наш матичен закон. Останатите иновации, да не се повторуваме, како што спомна професорот, по однос на дефинирање на правото за градење, стекнување на правото за градење, реализација и последици од непочитување, особено начинот како инспекциите и инспекцијскиот надзор понатака би постапувал, затоа што еден закон е нефункционален ако во неговиот костур, во неговата матрица не се јасно и прецизни дефинирани механизмите за контрола и санкција. Светото тројство на регулатива, контрола и санкција, кое што постојано во секој момент мора да биде во спрега да ги даде позитивните резултати. Олеснувањето на процесите за градење кои директно се поврзуваат со веќе стегнати преку примена на постапките од Законот за урбанистичко проектирање и избегнување на двојно барање на мислење од сите институции кои што се вклучуваат во овој процес при добивање на одобрение за градење, проточноста на типот на диспаритетот во промените во текот на градба, измени во тек на градба и начинот на пропишување до конечно добивање на одобрение, а понатака после добивање на одобрение за употреба. И најважно од се, како што и Ана вие спомнавте, воведувањето на стручниот испит, што ние како фела одамна го бараме, имајќи во предвид дека Комората ни своите пропишани акти и начини на кои што работат комисиите за добивање на овластувања, одавна ја согледавме потребата за воведување на овој стручен испит. Овој исчекор навистина многу значи. Веќе го имаме искуството како тој стручен испит треба да се спроведи, да се организира, со тоа што
ингеренциите околу организирање на стручен испит кој што по Законот за урбанистичко планирање беше воведен, а благодарение на Министерството преиде во ингеренции на Комората, веќе скоро цела година 4 или 5 сесии веќе се одржани 4 испитни сесии. Принципот на воспоставување на начинот како тие испити ќе се полагаат веќе се покажа како добар. Оние недостатоци кои се овидуваат ќе помогнат да ги воспоставиме за начините за овие стручни испити. Во делот како е организирано работењето на Комората, Управниот одбор имаше сериозна дискусија во широк состав, каде што сите раководители на сите професионални оделенија дадоа свој удел. И од тој аспект беа извлечени клучните забелешки, кои што благодарам за приликата што можеме еве вака да ги испорачаме пред јавноста, тие секако ќе бидат доставени и адресирани до Министерството, не само во можноста што ја дава ЕНЕР, туку и во друга форма, затоа што она анкета која што ја спроведовме даде неколку стотици забелешки, тие се во фаза на систематизирање и точно адресирање во смисла на позиционирање каде во делови од законот даваме предлози за квалитативно подобрување. Но она што би сакала сега да го изнесам како клучни забелешки на Комората се однесува пред се по однос на изнаоѓање начин во оние одредби неколку што сега се спомнуваат во законот, а се однесуваат на начинот на работа на Комората, да се допрецизира и да се почитува начелото на застапување на еднаквоста и равноправноста на сите членови на Комората, не само во нејзино учество во работа, туку и во нејзино учество со раководење. Во таа насока, доколку сметате дека не му е местото во законот тие сите таксативно да стојат, верувам дека тука и законодавство ќе се вклучи, ќе бидеме благодарни ако бидат пренесени повторно во ингеренции на Комората, како што и досега беше. Освен оние неколку назначени оделенија во законот, сите останати професионални оделенија понатака се оформени согласно актите и статутот за работа на Комората. Не е спомната годишната чланарина, верувам дека тоа ќе биде во некоја форма регулирано, затоа што годишната чланарина е услов за обстојување на една институција, но не би сакала тоа како најважно да го спомнам. Еден од многу важните акценти на кои што Комората ги става во овој момент и сака гласно да ги потенцира е потребата од напор да се направи регулирање на процесите за добивање на одобрение за градење во насока нормално на подобрување и на градбите и модернизација преку воведување на мандаторен БИМ пристап и во проектирањето и во одржувањето. Во рамки на Институтот за стандардизација веќе е оформен Техничкиот комитет за информатиско моделирање на градби, нешто што е иднината на прецизно проектирање, минимизирање на сите грешки и во проценка на инвестициите, без разлика дали станува збор за високоградба и нискоградба, но особено за оние инвестиции кои што се од значење на државата и се капитални инвестиции. Така да, овој пристап на почеток, макар и ограничувачки да биде и да се однесува на инвестиции кои што за почеток би биле од значење на државата, Комората го става на располагање во целост капацитетот еве да помогне или да ја превземе обврската околу отпочнување на сите подготовки за едуцирање на членството, но ние тоа веќе го правиме, водење, меѓутоа кога веќе стои во законска регулатива, обврските се секогаш многу поголеми. Паралелно со тоа не само членството, туку и сите чинители вклучени во процесот на градење. Користењето на информацијскиот систем е одобрение како електронска платформа во насока на дигитализација на процесите. Ние кога одиме и членуваме во сите европски здруженија и кога ќе кажеме дека кај нас постои од 2013 година, навистина со воодушевување е прифатено. Сметаме дека има потреба од надградба и тука Комората го понуди својот капацитет во секој поглед околу надградба на овој информацијски систем е одобрение заради унапредување не само на процесите и убрзување на постапките за давање на одобрение за градење, линеарно да се овозможи алатка која што во таа надградба ќе овозможи регулативата, односно контролата на веќе донесениот ценовник, а
наскоро и останатите ценовници за нискоградба. Тука ќе мора да ве прекинам. Системот, информацијскиот систем е одобрение за градење, веќе од поодамна ние префрли на надлежност на ЗЕЛС. Значи, ова ќе треба заеднички со ЗЕЛС да го искоординираме по однос на поведување на некои новини во системот. Е одобрение. И комуникацијата со ЗЕЛС е веќе отпочната. Откако беше донесен на снага ценовникот за инженерските услуги во Високоградбата, веднаш беше оформена комисија од страна на комората во која што се вклучени и представници на ЗЕЛС, и представници на Министерството, и представници на локалната самоуправа, затоа што пак преку ЗЕЛС тие се веќе во тек. Да. Точно во таа насока да се најде начинот и како би се вклучил уште еден модус во тој систем околу контрола, линеарна контрола на проектите и почитувањето на ценовниците и она све што понатака следи во процесот на градење. Меѓутоа и надградбата на системот како таков веќе изискува потреба од внесување на новитети по однос на од аспект на IT секторот. Исто така повторно комората ги нуди своите капацитети да помогне во тоа. Треба да одлучиме и да се договориме што е тоа што треба да се прикачува во систем и кој ќе ја врши таа контрола. Тие се две работи кои треба да постигнеме договор. Истече времето, во кратки црти само би се надополнила во делот на стручниот испит. Несомнено дека мора да се воведи системот за континуирана едукација на членовите преку воспоставување на систем кој што тоа исто така комората и секаде коморите во регионот тоа го следат. Процесот на континуирана едукација понатака да се нормира со начин собирање на поени и начинот како тоа ќе го практично ќе го пропиши принципот на продолжување на важноста на овластувањата. И уште една приметба. Имаме во делот на зајакнување на критериумите за добивање на потврди за сите оние странски инженери кои што сакаат да работат во државата, а свесни сме и сведок сме дека во последно време се повеќе ги има со овие големи инфраструктурни проекти кои што ни се на реализација, не да не дојдат, туку да се вклопат многу подобро во нашиот систем. Предлагаме воведување во критериумите и полагање на стручен испит од аспект на регулативата, под исти услови, како што така, и нашите инженери полагаат, можда познавање на јазик, меѓутоа регулативата и познавањето е многу важно. И како комора сметаме дека странските инженери, така е како случај во останатите земји, барем во регионот, имаат право да работат само како проектанти и изведувачи, а не како ревиденти и надзор. Доколку тоа согласно законодавство е дадено можност, тоа многу ќе ги подобри состојбите во насока на заштита на нашата струка. Во претходниот текст на законот, во тие 43 измени, се изгуби една одредба во која што стоеше странска фирма кога регистрира представништво во нашата држава, мора да има барем еден вработен нашин инженер со овластување од областа која што таа фирма бара лиценца. Во некоја временска рамка таа одредба испари, бараме повторно да се врати, повторно во насока на заштита на нашите градежни компании и давање можност на нашите стручни лица инженери кога ќе работат во рамки на една таква странска компанија, па директно ќе имаат можност, прилика да ги превземат искуствата од работење како работат странците. Очекуваме дека ќе бидат вклучени стручни кадри. По однос на класификацијата и категоризацијата на градби имаше предлог од дел од колегите од останатите оделенија да се дополни со уште една поделба по однос на техничко-технолошките градби. Значи имаме поделба по однос на техничко. Типови на градба, од високо градба, ниско градба. Имаме сложеност на градба и локално и државно значење и третото е посебна стручна ревизија. Тие ни се тие три поделби во моментот. Значи 4. И која сега уште една поделба да има во колоната? Значи категоризација на објекти како посебна категорија техничко-технолошки градби. Аха, како класа. Како класа, а не во колона. Да. Аха, како класа. Ви благодарам, Кристинка. Значи тоа беше најкратко што можев. Ви благодарам. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат.
Драган, како представник на Стопанската комора, кои се вашите гледишта на ова законско решение и дали со овој нов текст на Законот за градење ќе се подобрат состојбите на поодговорно проектирање, ревидирање, изведување и вршење надзор од страна на правните лица и поодговорно процесуирање на постапките од страна на јавниот сектор. Зашто цело од вчера на сите панели дискутираме за одговорност кај проектанти, ревиденти, значи како ова законско решение, дали ќе ги посакуваните резултати ќе ги добиеме. Благодарам, Ана. Најпрво ние сакам да се заблагодарам на Сдруженијето за градежништво за можноста на една ваква панел дискусија важна за градежништвото, која иако е последна, на некој начин ги обединува и ги интегрира сите претходни теми од панел дискусиите. Ние во Сдруженијето за градежништво оформивме веќе работна група составена од правници и од лица компетентни кои во приватниот сектор имаат веќе можеби неколку децениско искуство со работа со сите претходни видови на Законот за градење и веќе имавме 2 координации и подготвуваме предлози за да одговориме писмено со забелешки и констатации на овој закон. Меѓутоа морам да напоменам дека учествувавме активно и во сите претходни циклуси на доставување на забелешки на претходните закони. Тука мора да се истакне и дека имаше многу конструктивни дебати и од тој циклус и од страна на Министерството за транспорт и врски. Бевме ислушани и навистина беа примени сите тие забелешки од нас. Едно чувство кое сакам да го пренесам, еве овие 2 дена имавме можност да се дружиме и на некој начин повеќе да дискутираме на таа тема, е еден вид на потреба на стручните субјекти за систематизација и валоризација на истите тие забелешки. Впрочем, ние во претходните циклуси бевме сведоци на навистина конструктивни и висококвалитетни предлози од целата инженерска фела, а сметам дека на овој собир тука се собрани најкомпетентните од градежништвото кои што можат да одговорат на тоа. Морам да ги напоменам, еве сме ние како Сдружение за градежништво, каде што е представен приватниот сектор и правните лица. Тука е Комората за овластени архитекти, овластени инженери. Тука е Градежниот факултет, тука се друштвата и здруженијата при Градежниот факултет и тука е Институтот за стандардизација и секако јавното предпријатие за државни патишта, кои можат значително да придонесат со И министерот. Секако и вие сте нели надлежните за прифаќање на тие забелешки и предлози. Меѓутоа, воведување на една систематизација би значило некој сликовито процес како ние како проектанти кога поднесуваме забелешки до ревидентите, па добиваме одговори на забелешки, може би треба измеѓу да се најде некој модел на валоризација на истите забелешки. Многу се повторуваат од претходниот циклус. Значи во неколку области нема материјално да навлегувам, меѓутоа чувствувам дека имаме потреба од одговор зашто се или зашто не се имплементирани. 43 членови се променети и многу од овие стручни субјекти кои сме тука присутни, сметам дека ќе почувствуваат на вредност доколку истото тоа е одговорено на некој си системски начин. Нов момент исто така во Законот за градење е воведување и официјализацијата на ценовниците. Значи, тоа е еден позитивен момент за целата градежна струка. Со тоа се дава можност за валоризација на инженерскиот труд. Ние веќе имаме искуство со имплементација на ценовници и тарифници од областите геодезија, урбанизам. Сега се воведе ценовникот за високоградба. Имам информација дека и за нискоградбата веќе се изработува. Она што е тука важно за нас да се напомене е дека ние на нашите координации во Сдруженијето за градежништво редовно дискутираме за
проблеми кои чувствуваме дека имаме потенцијал да ги наметнеме или да влијаеме со нив во подобрување на процесите на имплементација на овие ценовници. Зашто? Бидејќи ние како правни лица сме оние кои учествуваме во законите за јавни набавки и директно се содружуваме со критериумите врз база на кои овие ценовници се употребуваат во целиот тој законски процес. Многу е важно за нас во целиот овој процес да учествува и Бирото за јавни набавки. Од Министерството веќе имаме слух и имавме неколку координации, меѓутоа сметаме дека во координација со Бирото за јавни набавки значително можеме да придонесеме за подобрување имплементација. Ова е нов процес, треба да се поддржи како позитивен, меѓутоа треба да се работи уште на имплементацијата на истиот, посебно од правно-формален аспект. Ние разговаравме многу и во делот на правилниците, значи и на претходните сесии се спомена важноста на правилниците. Јас ќе направам една паралела за правилниците со стандардите за кои претходно се зборуваше. Институтот за стандардизација има некој свој процес за усвојување на стандарди. Има 32 технички комитети кои работат во работни групи, кои предлагаат и на некој начин имаат надлежности за усвојување на стандарди. Неминовно е и ќе дојде до потреба од таков процес по многу теми кои денеска ги отворивме за усвојување на правилници во Законот за градење. Тука по првична проценка ние не би имале потреба од 32 такви работни групи, можеби тоа би биле 5-6 работни групи, меѓутоа во консултација со нашите правници во Сдруженијето за градежништво, нивниот одговор беше дека на овие правилници треба да им се најде местото во правната рамка. Значи да им се даде правно-формално значење, бидејќи разликата помеѓу правилниците и стандардите е што еве од Институтот за стандардизација споменаа дека стандардите засега се необврзувачки, меѓутоа правилниците кога се дел од Законот за градење, веќе поставуваат критериуми по кои се обврзуваат сите учесници во процесот на животниот циклус на објектите. Значи од изведувачи, проектанти, ревиденти и надзори, и индиректно е ова одговорот на вашето прашање, на кој начин да се најде одговорност за сите субјекти вклучени во процесот на граници. Да. Сега исто така, она што може да се констатира и од претходните панели, пробувам да најдам генерални теми, бидејќи материјално има на многу теми да се разговара, и мислам дека едногласно на оваа конференција се усвои ставот за значењето на истражните работи во успехот на проектите и за значењето на решавањето на имотно-правните односи. Тука има една важна работа за да може овој процес да профункционира. Значи, покрај правилниците кои треба да ги опфатат овие теми, за кои материјално субјектите од овие области во претходните циклуси доставија многу конструктивни и висококвалитетни забелешки. Верувам дека и со овие забелешки истите ќе бидат опфатени и земени во предвид. Меѓутоа зборуваме тука на цела конференција за дефицит на инженерски кадар, за напредок и за компетентност во рамки на европските критериуми. Ние во областа на геодезијата исклучително важно забележавме дека за решавање на имотно-правните односи, како што се експроприациите, ни е важно да имаме високо квалитетни геодетски подлоги. Тука треба едногласно да усвоиме дека важно за тоа ни е дефинирање на критериуми, давање вредност и на геодетските инженери и на геодетските правни лица. Тоа значи дефинирање на критериуми за лиценци, за дефинирање на лиценци на геодетите по сите нивоа. Значи од нивоа
на изработка на проекти, односно геодетски проекти за експроприација, па дури од елаборати за геодетски работи во пониски нивоа за едноставни проекти. Ова се надоврзува и на потребата за овластување и лиценци и во областа геотехника. Тука морам да пренесам, почувствував една загриженост од катедрите при Градежниот факултет за геотехника и за геодезија, дека со ваквата поставеност на неколку членови на Законот за градење, кој што ги дефинира овластувањата и лиценците во областа геотехника, се враќаме неколку години наназад, односно не им се дава на значење токму на ова што одредивме на конференцијата, дека е една од најважните работи за успехот на проектите, а тоа е дефинирање на квалитет во сите субјекти кои учествуваат во истражните работи. Видовме тука колку се значајни косини, колку се значајни квалитетни истраги во проектите и колку е важно тие да бидат квалитетни. Без дефинирање на критериуми за правно лице, за квалитет кој треба да ги поседува за геотехника и за овластувања кој треба еден инженер да ги поседува за да учествува во такви истражни работи, ќе ја изгубиме и насоката која ја дефинира Европската Унија во рамки на европските директиви, а во склад со тоа се и еврокодовите. Ние за геотехника имаме посебен Еврокод 7 и сите овие забелешки кои ги кажувам за овие насоки кои како дополнителни се евидентирани, одат во насока на почитување на европските кодови. Ние во наредните 2 години, не знам дали тоа медиумите се запознаени, во областа геотехника имаме 2 европски конференции, до кои многу тешко се стига и кои препораки за организација на оваквите конференции се исклучува напредокот во оваа област во делот на еврокодови. И на крај би завршил со една тема која вчера беше напомената, а тоа е една сензитивна тема за ваков собир, меѓутоа се однесува на компетентност на домашните компании. Беше истакнато колку е важно да домашните компании градат свој капацитет, за да можат во иднина, кога ќе дојде момент да влеземе во Европската Унија, да бидеме компетентни на европскиот пазар. Ако се согласуваме со тоа, треба да ги споредиме и условите по кои работат домашните компании, споредбено со големите компании кои имаат можност да аплицираат на европските пазари. Тие до таму дошле заради некакви услови, а ние констатиравме денес дека инженерски капацитет веќе поседуваме. Можеби треба како тема, тоа ни е редовно тема на координациите на Сдруженијето за градежништво, да ја отвориме и темата под какви услови работат македонските компании. Благодарам. Ви благодарам, Драган. Значи, по однос на дискусијата која имавте, во однос на геодетите, стварно не ве разбрав, зашто геодетите имаат своја собствена комора и имаат во собствената комора овластувања, лиценци кои издава, имаат уредено подзаконски акт као што треба да содржи. 30 типа на елаборати имаат, кој е за експроприација, кој е за ажурирана подлога и така натаму. А по однос на втората дискусија која имавте, дека одредени струки се бришат од законот, значи, ако никогаш сме немале тенденција одредена струка да се избриши од законот. Напротив, во законот е уредено дека и сите истражни, предпроектни документации и така натаму, се содржани и треба да бидат дел и треба да ги работат струките соодветни за градбата и за намената за која се работи проектот. Кажа и професорот Каракутковски дека предпроектни документации се воведени за инфраструктура. Единствено можеби има некоја грешна формулација која што ветувам дека ќе ја коригираме.
Мислам, вие доставете ни ги забелешките за да видиме каде е вашата дилема и страв дека некоја одредена струка со законот за градење бришиме. Ако ми во таа насока и коментарот на комората беше и коментарот на сите членови на управниот одбор, големи и мали. Ние не сакаме да дискутираме меѓу себе дека има мали и големи оделенија, дали во комората, дали во градежништвото, затоа што ние немаме големи и мали пишаме. Не. Тоа е некоја формулација разговорно која што се користи од аспект на број на членови во едно професионално оделение. Значи, доколку секој од тие професионално и крајно посветено ја работи работата, секој своето место го завзема, меѓутоа истата забелешка беше да бидат нотирани како професии. Благодарам. Тоа беа панелистите. Мислам дека од прилика свативте што има во новиот текст на Законот за градење, па сега би сакала, ако има нешто за дискусија, прашање. Јас сум Јасмина Буневска-Талевска од Универзитетот Свети Климент Охридски. Со другите или се познаваме или се запознавме во текот на овие 2 дена. Искрено, кога на 13 октомври ја добивме првата верзија за предлог законот, морам да изразам дека бевме загрижени и ги дадовме своите заклучоци. Од денешната дискусија повторно во почетокот бев загрижена, ме смири малку председателката на Комората на овластени инженери, архитекти и обраќањето на доктор Драган Димитриевски, бидејќи ги имаме истите грижи. Почитувани од овде присутните, јас верувам дека професорот Кракутовски добро ја знае програмата која што ја изучуваат сообраќајните инженери на Технички факултет Битола на Универзитетот Климент Охридски, меѓутоа за другите кои што не знаат, сакам да споделам со сите вас дека нашите инженери изучуваат техника и технологија на проектирање, одржување, експлоатација и управување со патната мрежа. И покрај тој технички аспект ги изучуваме сите аспекти на безбедност, еколошки, економски и социјални аспекти. Така што исто така 2 тима од нашите најстарите универзитети во овој момент работат на сообраќајната студија за просторниот план на Републиката до 40-та година. Нашиот универзитет брои 45 години оваа година, а само Техничкиот факултет 62 години. Министерот беше нас почестен гостин на 60 години Технички факултет. И затоа, кога видовме дека од член 43 до 52 никаде во тие членови веќе не се споменува сообраќајната струка, верувам дека е добра некоја намера, дека е техничка грешка, меѓутоа почувствувавме загрозеност. Токму од тие причини јас молам уште еднаш да се и ви благодарам за грижата како председател на Комората, да се земат во предвид сите овие нападствија, кои што забелешки, кои што ги кажа председателката, бидејќи истите тие и ние ги споделуваме. Благодарам. Благодарам. Професоре, што би превзели по однос на дискусијата од професорката? Сообраќајната студија и сообраќајниот проект, односно може би во форма на елаборат, се спомнати во законот таму каде што вообичаено им е место. Она што во овој закон е воведено е дека се укажува прецизно на двете, односно 4 струки кои што го носат најголемиот товар на стручност. Ова е закон за градење и првпат во овој закон се издвојуваат струките што се носители на проекти. И тоа е усогласено со европската регулатива, на ист начин е решавано
дека токму тие две, односно 4 струки, на еден одреден начин 99% од се што се зборува во овој закон и во оваа дејност ја уредуваат тие. Значи овде е издвоено само тоа дека постојат струки кои го потпишуваат проектот и дека постојат струки кои што соработуваат, односно партиципираат во проектот или во различни видови на проектна документација и струки кои што вршат предпроектни, односно истражни действија или на друг начин ја следат и ја сервисираат процесот на проектирање, градење и на крај верифицирање на градбата. Така да, нели, ова не е место за долги дебати, особено не за нешто што би требало да се нели да се листа и конкретно да се Не, апсолутно. коментира, меѓутоа Само ако ми дозволите, професоре, со должно почитување, токму тоа е проблемот. 4 струки, дали сметате дека во услови, кога се бориме за секој еден студент, ние треба да дозволиме бришење на струката од законот? Како ќе го... Собраќајните Основниот собраќајен проект го има, само го не... го има, значи постои во законот. И основен собраќајен проект се изработува за градежни парцели каде што има собраќај. Лиценцирањето да биде регулирано. За лиценците? Токму... Само за лиценците е зборот, не е за... Немојте така, само за собраќај. лиценците, не вемувам. Овде зборуваме, нели, за квалитетна поставка, а што диктира понатаму Што основен квалитет? собраќајен проект постои, кој би го изработил основниот собраќајен проект? Во законот пишува соодветната струка. Соодветната струка е собраќајен инженер, архитект не може да изработи основен собраќајен проект и не знае. Со оглед дека не е навистина простор за долги дискусии, верувам дека сите забелешки ќе бидат земени во овие предвид. нејасноти ќе ги доуредиме, и дека професоре, ќе во се законот, за да нема доуредат, дилема и страв дека некоја струка ние бришиме. Има страв и има дилема, вемувам. Добро. Јас сум професор Златко Страбиновски, доаѓам од Градежниот факултет. Претходно имав чест да го водам Градежниот факултет во минатиот 3-годишен период. После извонредното излагање на господин Димитриевски, мислев дека може би нема да има потреба, ама после господја Ана, апсолутно немав дилема дека треба да се јавам за една кратка, се надевам, дискусија. Значи, зборуваме за тој период кој што господја Ана го спомна, пред 3 години имаше некоја верзија на законот. Ние, како што доликува на нашата куќа, формиравме комисија од 15 членови, таа комисија работеше повеќе од 6 месеци, направи забелешки со детални образложенија на повеќе од 50 страници, со тоа сметаме дека сме исполниле нашата општествена одговорност во тој поглед, со оглед на тоа дека поголем дел од тие забелешки не се прифатени, останува прашањето да виси околу тоа. Овде станува збор и ќе забележите без друго дека ова предизвикува голема вознемиреност. Значи, бришењето на овластувањата за членовите на условно речено малите оделенија има два фантастично негативни аспекти. Значи, зборуваме за член 43, како што уважената професорка каже. Иако строгата семантика на членот нема да не упати дека се бришат овластувањата, тие ќе згаснат. Ќе згаснат овластувањата кога имаме формулација не мора. Пазете сега, не знам колку од аудиториумот имал прилика да работи на законски решенија, јас сум имал. Не мора не е правна регулација, меѓу не мора и не треба, нема никаква разлика во еден ваков правен акт. Значи, внимавајте со тие формулации. Ако се избришат тие овластувања, еве ви ги двата најнегативни ефекти кои што ќе произлезат. Значи, повеќе од 15 години јас лично се борам за зголемување на квалитетот на проектирањето во геодетската дејност, заедно со колегите од
катедрите, геодетските катедри на градежниот факултет, сме ги дефинирале 5 проекти кои што се задолжителни во работењето на основниот проект и идејниот проект, проектот за инфраструктура и така натаму. И сметаме дека многу имаме постигнато во овој период. Не мора, значи дека не мора да има овластување тој што ќе ги работи тие проекти. Ако не мора да има овластување, многу брзо ќе дојдеме до тоа дека не ни требаат такви проекти. Ако не требаат, не е предвидено ни ревидирање на проектите, значи се намалува апсолутно степенот на нештата. Ако нема ревизија и ако има проект со апсолутно сомнителен квалитет, изведбата е доведена во прашање, а надзорот нема што да прави после сета таа работа. Значи, едно големо, внимавајте, многу големо уназадување ќе настане кај овие струки кои што, иако ние зборуваме за мали одделенија, многу е далеку тоа од мали одделенија. Пазете, ајде, нема да навлегувам кое е значењето на една геотехника, ако за геодезија сум и мало сентиментално поврзан на некој начин. Што е значењето на геотехника, што е значењето на машинство и така натаму. Не е тоа мала струка. Втората работа за која што сум апсолутно убеден е дека ваквото законско решение и ваквата одредба за овластувањата апсолутно ќе предизвика урнисување на комората, која што во ваков облик и функција нема да постои повеќе. Значи, не гледам апсолутно никаква причина луѓето, а станува збор за неколку стотини членови, да членуваат во комората во која што нема да имаат никакви права, луѓето не би оделе таму само да се дружат, значи таму се права и обврски кои што произлегуваат и предизвикуваат подигнување на квалитетот во македонското градежништво. Благодарам. Таквиот вид на диверзификација и различно толкување, односно оставање да истражните, предистражните, да речам по било кој основ, и други учесници кои не се носители во смисла на онаа поделба за кој вид на градба, која струка е носител на проектот, носител, подписник и одговорни, туку се учесници и соработници, аплициравме решение кое што е директно симнато од Европската директива за регулирање на професии. Во директивата експлицитно се тврди дека правецот во кој што треба да се развива приказната за регулирањето на професиите треба да иде обратно од онаа што е кај нас. Кај нас се зголемува регулацијата на професии практично и се врши притисок од професиите, струките или специализациите да тоа продолжи и понатаму. Европската директива укажува дека регулирани професии се традиционално и би требало да останат во иднина 4. Медицина, стоматологија, право и архитектура, јас смета таму и конструктерскиот дел од поделбата на градежа. Советуваат и даваат упатства дека стопанството, слободниот пазар, слободното движење на работната сила, особено на стручната работна сила, практично со регулирањето се намалува, се замрзнува и доаѓа до идејата на европските директиви да ја обезбедат хоризонталната подвижност и комуникативност. Меѓусебно признавање и секој друг вид на таа унификација на европскиот свет. Од таму е тоа. Јас видов дека и вие, професоре, и вие, не ви го слушнав името, се извинувам, укажувате на еден член, дали толку негативниот, значи катастрофалниот, како се вика, оценка
за последиците од овој закон се однесува и на другите членови на законот или на само на тој еден. Ако е само на тој еден, ќе го поправиме да не правиме драма од тоа. Не кажавте ништо за огромноста на новиот проект на законот, на новиот текст. Значи, дали таа жестока и масовно поддржана критика се однесува на еден член? Ќе бидат сите и крај. Ако сакате, ако е тоа катастрофално што е дадено како предлог, а е прифатливо и одржливо да бидат сите да мораат да имат овластување, ќе го направиме така како што сакате. И тоа е корекција во еден член, нема проблем. Благодарам. Професоре, ние сме добри пријатели. Јас ве уважувам безкрајно. Знаете дека е тоа така, нема ништо тука лично или било како, меѓутоа во овој дел не се согласувам со вас. Фундаменталните струки кои што ги наведовте, се малку ќе проширам дискусијата која што можеби за овој аудиториум не е соодветна. Колку е значајна архитектурата, можеме да видиме во новата Фраскатиева класификација, кај што нема архитектура. Архитектурата ја придодадовме на градежништво, за да може да има поделба, да се бираат тие луѓе таму. Значи, не... Затоа реков, можеби не е соодветна класификација. Што се однесува до законот, кажавме дека градежниот факултет изнесе забелешки на 50 страни, би било апсурдно сега да коментирам околу тоа. Чинам останав должен на господја Ана едно кратко објаснување. Спомнавте геодетска регулатива, во овој момент е актуелен законот за катастар на недвижности. Тој закон ја регулира работата на геодетските приватни компании исклучиво во насока на оние работи кои што гравитираат кон катастарот. Од сите овие проекти кои што ги спомнувавме, а се геодетски, тоа се ажурираните геодетски подлоги и елаборатот за експроприација. Тие се заверуваат во катастар и тоа на таа страна. Постојат уште 3 проекти кои што колегите кои што работат на проблематиката добро ги знаат и тие се во рамките на овој закон. Во овој момент геодетската дејност е регулирана со 2 закони. Закон за катастар, се што оди на заверка во катастар, закон за градење, се што е поврзано со инженерска геодезија. Благодарам. Само кратко морам нешто да кажам. Во постојниот закон за градење, ниту една струка не е уредена, па така да сите струки постоите и имате овластување и функционирате, така да со некои одредби во сегашниот текст на законот, ако не се доволно јасни или не се доволно формулирано јасни, како што би требало да бидат јасни, за да на сите им биде јасно дека струка не се бриши, тоа ќе го направиме. Ама сакам да кажам дека во постојниот закон нема струки и никој не е избришен. И постоите и функционирате. Може ли, ако дозволите, ве молам, да. Знам дека веќе посветивме многу време, меѓутоа ова е клучно. Јас стварно не можам да разбирам каде ние не се согласуваме. Вистина ви велам, овој коментар ќе го добиете писмено од градежниот факултет, од комората, од друштвата, што се друштво за геотехника, друштво за геодезија и така натаму. Истиот коментар, сите го читаме исто, освен вие го читате различно. Може да сме ние погрешно, меѓутоа повелете објаснете ни. Да симплифицирам. Не се бришат струките, не велиме дека се бришат струките. За тие струки, одредени струки, не се предвидени овластувања. Каков може да биде импактот со тоа што ќе ги избришеме овластувања, а пазете, сме ги имале до сега и функционирале и ги бараме истите. Зашто на законодавачот, изготвувачот, професоре Грчев, Сите групи? да, сослушајте ме, бе молам. Зашто почувствувавте потреба дека во оваа верзија, пред 3 години беа присутни, во оваа верзија да ги снема? Стравот е следен, пазите, ние работиме во високообразовни институции.
дека без такви овластувања нема да се препознае значењето на струката и нема да имаме веќе никој што ќе се запише на градежен факултет или на геодезија. Значи, ве молиме, вака, едноставно, ве молиме и гледате дека има согласност од сите, тука не се геотехничари, само јас сум геотехничар. Така? Геодет имате еден, меѓутоа, да, конструктивец, така. Меѓутоа, сите ја распознаваат потребата за тоа и бараат од вас да го промените тоа. Ќе го променим. Значајно е, ви велам, и за квалитетот имаше тематска сесија, панел во која само за геотехничките проблеми се говореше, а вие предлагате решение во кое ќе има геотехнички проект, како дел од инфраструктурните проекти, а нема да има кој да го завери со соодветно овластување. Значи, ве молам, размислете, можеби не сте посветиле доволно време на тоа. Ќе го вградиме вашиот предлог во законот. Благодарам. Ако може да ми дадете збор. Пошто сите се бунете. Би сакал да почнам за член кој што сум јас директно загрижен, тоа е членот 58. Со професор Грчев се знаеме повеќе од 66 години и на почетокот пред 66 години се дружевме секој ден, сега подавна не сме се гледале, но кога почна да го прави законот, за член 58 доста разговаравме и дури го бевме формулирали. Сега гледам, ќе кажам еден тежок збор и жалосно е што целиот закон може да го компрометира и сум сигурен дека тоа ќе се измени, бидејќи многу е јасно дека делува нарачан и дека практично се крши со Уставот на Република Македонија. Значи, законот е одлично компониран, нормално дека има некои дефиниции кои што можат да се профинат, но текстот во 58, прво, секоја реченица е смешна, ќе ви кажам само две реченици, и очито е дека сака да се прави чист монопол, што директно се крши Уставот на Република Македонија. Направен е едноставно попис на еден институт кој што сака да се форсира, па дури и речениците се грешно напишани. Примерно се вели дека институт за сеизмички отпорни градби треба да има термокамера. Термокамера треба, колку што мене ми личи, дека треба да има некој институт кој што се занимава со енергетска ефикасност. Има една уште посмешна реченица. Ве молам потихо. Ве молам потихо. Има уште посмешна реченица. Институтот кој што ќе прави специјални ревизии треба да има сеизмичка платформа каде ќе се постават минимум модели со димензии во основа 3,5 на 3,5. Тоа е толку неубаво конструирана реченица. Зашто? Ако се бара 6 на 6 модел, тој институт нема таква платформа. Обратно, некој кога го правил, тој не обрнал воопшто внимание. Ајде уште една реченица нелогична ќе ја кажам и ќе оставам и другиот аудиториум да каже. Се бара ултрасоник. Што е тоа ултрасоник? Дали е ултрасоничен авион или е ултрасонична медицинска опрема или е тоа ултрасонична опрема за докажување на квалитет на бетон. И на крај да завршам потпуно неубави, неконструирани реченици. Се бара недеструктивна опрема за амбиент, за мерење на амбиент вибрации. Не постојат деструктивни опреми за мерење на амбиент вибрации.
Толку, но овој текст и примербите ќе ги кажам во интерес на подобрување на законот и греota би бил да се компрометира, бидејќи директно го крши членот 55 од Уставот на Република Македонија. Благодарам. Тоа гледам дека желбата за дискусија е огромна, а немаме толку време и не сакаме да направиме негативен набор од нешто што е многу позитивно. Ви честитам и на Министерството и на професорот на обемната ваша анализа по однос на Законот за градба. Има премногу дискусија за истиот, не можеме да детализираме сега тука членови, затоа што евидентно ќе имаме различни мислења по одредени членови, па кога ќе се донесе законот, сигурно некој и нема да биде задоволен, но битно е да, кога ќе го донесеме законот, добиеме малце во развојот на градежништвото. Значи, уште еднаш ќе ви кажам, нашите констатации од како здружение ќе ви бидат доставени. Единствено што сакам да порачам е да се што побрзо стави законот во правна рамка, затоа што по наше мислење дека доколку се стави во вистинска правна рамка и дека ќе има некои одредени промени, и ќе кажам дека овој труд што е вложен во законот на 300 страни, нема сигурно да го фрлиме, нема сигурно да го подцениме, ќе го пофалиме и ќе се потрудиме да заеднички го направиме како што треба. Ви благодарам. Ви благодарам на сите, а сега следува и завршното обраќање на председателот на Сдруженијето, господинот Андреа Серафимовски. Како почнавме, си ветив дека со насмевка ќе ја завршам оваа конференција и би сакала да ви кажам дека премногу сум среќен и горд што успеавме сите заеднички да направиме една убава конференција, а уште сум посреќен затоа што ве гледам вас среќни и ве гледам задоволни и тоа ми прави една посебна гордост како председател. Можам да ви ветам следно дека Сдруженијето ќе продолжи со својата работа. Издигнувањето на Сдруженијето на ова ниво која што е благодарејќи на јавните институции, ние ќе го вреднуваме, ќе работиме уште понапорно, иако сме непрофитабилни и нефинансиско друштво, сепак желбата за напредок на градежништвото и развој е евидентен и нема тука да го прекинеме својот развој. Ви ветувам напорна работа, ви ветувам дека ќе продолжиме да анализираме, да утврдуваме, да увидуваме, да понесуваме иницијативи и ви ветувам дека ќе се потрудиме сега, поготово кога имаме ваква поддршка, да направиме се што може да доживееме развој во градежништвото. И се надевам дека во иднина овој јавно-приватен диалог што го имавме сега и ова задоволство ќе го преточиме во дела и ќе можеме сите заеднички да се гордееме со она што ќе го направиме. Ви благодарам и бидете живи и здрави, се најува. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Законот за градење, нова градежна визија. На градежните компании на фелата им е потребен нов закон за градење, кој ќе помогне да се надминат досегашните проблеми и негативни искуства. Овој закон треба да биде изготвен со учество на засегнатите чинители, за да не биде предмет на чести измени и дополнувања како сегашниот, кој од донесувањето е менуван во просек 2 пати годишно. Се поздравуваат заложбите на ресорното министерство за подготовка на нов закон за градење, но предложениот текст треба да се доработи, особено во делот на струките. Потребно е да им се даде значење на сите субјекти кои учествуваат во изградбата, да се води сметка за геотехничките и за геолошките истражувања и да се преиспитаат условите за издавање, овластувања и лиценци. Предложениот текст на законот најпрвин треба да се стави во правна рамка и да биде концепиран во правни норми, хипотеза, диспозиција и санкција. Низ целиот текст треба да се користи прецизна и јасна правна терминологија и текстот да се усогласи со важечките закони за градење, за да се обезбеди хармонизираност на правниот систем и паралелна примена на законите, бидејќи овој закон не може да обстои изолирано. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Заклучок. Предложениот закон за градење треба да биде предмет на широка јавна расправа и за добивање одобрение за градба и за проектирање,
Законот треба да важи како за странските, така и за домашните компании, за да се постигне брзина и квалитет истовремено. Имајќи ги во предвид реакциите и забелешките, предлог Законот за градење мора да биде предмет на широка јавна расправа за да се дебатираат новините во предложеното законско решение од стручен и од правен аспект. Потребно е да се формира работна група со активна вклученост на бизнис секторот, која ќе работи на усогласување на ставовите во согласност со забелешките од засегнатите страни. Предложениот текст на законот треба да биде ставен во правна рамка и концепиран со јасни правни норми и со прецизна правна терминологија, но и да биде усогласен со важечките закони за градење, за да се обезбеди хармонизираност на правниот систем и паралелна примена на законите. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. План за постапување. 1. Јавна расправа. Организација на јавни консултации во изработка на законот. 2. Работна група. Формирање на група од правни лица и представници од сите области на градежништвото за анализа на предлозите. 3. Усогласување. Процес на усогласување и внесување промени во предложениот закон.